Техничка влада по пржински терк кроела опозицијската ВМРО ДПМН на синотешниот извршен комитет, дознава еден ТВ од партиски извори. Се предлагале имиња за министри за внатрешни работи и труд и социјала. Членовите на извршниот отишле дури и дотаму, што лицитирале и со имиња на полициски началници, кои би биле поставени во период од 100 дена до предвремените парламентарни избори. Наши извори велат дека сцена ликувало на однадвор смислено сценарио, бидејќи за одлуките кои ги изнел подпредседателот на партијата Николовски, техничка влада јавен обвинител по предлог на опозицијата и собранинска анкетна комисија воопшто не се гласало. Единствено 2 часа се расправало за разрешувањето на заменикот генерален секретар Петар Богоевски и формирањето на комисијата, која требало да ја донесе одлуката. Денеска Богоевски на својата фејсбук страна напиша дека во овој момент ВМРО ДПМН е целосно на погрешната страна од историјата. Ке повторам, го поразивме Груевски, но не и груевизмот во нас. Се плашам дека тие политики одат во корист на плановите за поширока политичка и безбедносна дестабилизација на регионалната стабилност, што ќе резултира со загрозување на македонската државност, што за мене е без простор за било каков компромис. Мојата максима беше и останува да изгубиме сите, а да добие Македонија. Република Македонија ќе биде членка на НАТО и Европската Унија, со или без овие политички елити на македонската политичка сцена. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН од редовите на реформското крило, Костадин Богданов, за еден ТВ изјави дека од синотешниот состанок станало очигледно дека модернизацијата и демократизацијата на партијата ќе биде трнлив пат по кој треба да се изоди. На седницата на извршниот комитет не беше ниту Митко Јанчев, кој беше против партиската одлука, секој сам да одлучи за референдумот. Господинот Јанчев е болен, јас имав можност да искомуницирам со него пред состанокот и му посакувам добро здравје. Вечерва Централниот комитет на ВМРО ДПМН се очекува да ги потврди одлуките на извршниот комитет.